Денес е последната епизода на Тинтири Минтири Вести за 2023 година. Се наоѓаме во општина Аеродром на фестивалот Новогодишна бајка. Има одлична атмосфера и што е најважно, квалитетна македонска музика. Тука настапија голем број на македонски артисти, меѓу кои најпознатиот рапер во Македонија Тони Зен, кој е денес мој гостин. Здраво, најпрво да ви посакам добре дојдете во мојата емисија. Фала ти на поканата. Фала ви на вас што прифативте да бидете мој гостин. Вака, за почеток да ве прашам, што значи името Тони Зен и од каде ви дојде идејата да се викате така? Баш убаво прашање. Тони е моето име, а Зен е надима кој што го добив многу оддавна. Зен е една пракса, односно учење на кое ги учи сите луѓе да се спознаат себе си вистински кој си. Значи, наместо да нешто бараш надвор, бараш внатре. Таа практика се вика Зен. Се седнува, се медитира, се запрашува и се така човекот спознава себе си најдлабоко кој е. Уште малку ќе дочекаме новата година. Може ли да ми кажете кои се вашите цели и планови за истата? Па искрено, после многу работи што се случија со општо вака човештвото и све наоколу вака, најбитно некако ми е здравието и да останеме при свест вака и сите како нација, како Македонија, како македонци, да останеме здрави, да останеме живи, да си се развиеме духовно и да не се даваме така лесно на некои влијанија надворешни. Дали може би во новата година планирате некој дует со некој од поновите македонски артисти? Да, нема да откриам, меѓутоа веќе има, се работи, се снима, пак со Сладкаристика работиме заедно. Има доста комбинации, има доста артисти кои што јас лично ги почитувам, од младите поготово, они ме многу инспирираат. И продолжувам понатаму да работам. Утре издавам, тоест утре 28-9. Добро, мога се ми тоа напишеш. Извини, добро, значи веќе песната излезена на YouTube, да идете, ќе ставиш линк за новата песна, која се вика Крај, да го гледате видеозаписот и да направите лайк, шер, subscribe. Така. Обавезно, да го споделите сите. Да, затоа што подршка од младите е многу важна во овие времиња на модерни телефонски платформи, апликации, како и да. Дали сметате дека хип-хоп културата доволно се цени и почитува во Македонија и што сметате дека може да се преземе за истата да биде повеќе ценета понатаму? Ти многу ме прашање поставуваш, браво. Ти спремна си ептен. Така, само да продолжиш и да работиш. Ми помагаше. Ако заедно екипа си екипа. Значи хип-хопот е одличен, добар е, треба понатаму да се негува, има многу различни гранки, многу различни артисти. Сите области треба да се одржуваат и да се подржуваме меѓу себе за да стигнеме до некој многу повисоко ниво, односно некој ниво, како што било да речеме порано кога со Сладкаристика правевме заедно големи концерти. И сега е убаво, прекрасно е, меѓутоа треба некако да запнеме сите за да се држиме со земјите во регионот, нели, пошто некако многу не претекна и треба малку да се уозбилиме и работиме сложно. И за крај, што ќе им порачате на нашите гледачи во новата 2024 година? Да сте ми здрави, живи и свесни при секоја ваша акција. Без многу глупости прави. Фала ви уште еднаш што бевте мој гостин, ви посакувам среќни празници, многу успех со новата песна и со сите проекти понатаму. Фала ти на тебе. И се најдобро. И на тебе исто, и на сите вас. Фала ти. Респект. Директно не суеверно, нему му треба љубов, нему треба престо, без то, без круна, знае кај му е место. Прав пат и покрај се и сешто, го допрев дното и таму бев, но го оставам злото да оди, со приспивна песна за крај. Бомбири бај бај, бомбири бај бај. Проаѓам времиња нови, со љубов во очите сјај. Бомбири бај бај, бомбири бај бај. Го оставам злото да оди, ова е крај. Бомбири бај бај, бомбири бај бај. Сакам плажа и ферфлек, може друштво, ама не е секој. Не дека не ги сака, ама и не знам да мразам.
Па на секој е лошо, јас со добро враќам. Можем да носам радост, не само тага, и да неаме муабет, отвори ми врат. Останав и се уште сум тој што го сакав. Сонот е баш овој, пошто сонував овак. Не ме тере да бидам со сила глуп, и некам да сум друг корисен од твојот круг само. Се уморив од тапшање по рама. Не ви се пикап, само го сакам мојот народ. Знаеш дека братот удира малски. Бетонски пат, не сум научен кралски. Ме разбираш ако да гуша вокалси. Завод лабокот, пази мал си. Чекај ред си, не пушти ги по старите. Можеш да научиш нешто и од клошарите. Не дека не се, ама битни се и парите. Денес овде, утре кај ти се другарите. Идеме јако брато, само храбро на сцена. Не се давај, биди гладиатор во арена. Оди по патот свесно и коректно. Го допрев дното и таму бев, но го оставам злото да оди. Го оставам злото да оди. Ова е край.